Фокусни растојанија кај собирна и кај растурна леќа. На почеток, кај една собирна леќа се определува зависноста L од P, така што L е растојанието од леќата до екранот, каде што се наблюдува ликот, а P е растојанието од предметот до леќата. Ја поставуваме леќата така што треба да се добие јасен, превртен, зголемен лик. Правиме 10 различни мерења, со што се поместува со различна положба на леќата, се поместува и екранот. Во секој случај мора да се добие јасен, зголемен лик. Потоа се црта график, така што на X оска се поставува растојанието P во сантиметри, а на Y оска L исто така во сантиметри. Добиените точки треба да оформат крива со ваков облик. Вториот дел од вежбата се состои во определување фокусно растојание на истата собирна леќа. Тоа се прави така што екранот обликот останува неподвижен, меѓутоа се менува положбата на леќата. Прво се забележува на кое растојание се добива јасен, зголемен лик, потоа таа се поместува така што треба да се добие на екранот јасен, намален лик. И така се прават три различни мерења. Третиот дел од вежбата треба да се определи фокусно растојание кај растурна леќа. Тоа се прави на следниот начин. Најпрво се поставуваат собирната леќа и екранот за да се добие јасен, намален лик. Потоа, помеѓу собирната леќа и екранот се вметнува растурна леќа, при што ликот се губи. Го поместуваме екранот, се додека не добиеме јасен, намален лик. И ова мерење се повторува 3 пати.